Шок и хаос додека поддржувачите на американскиот председател Доналд Трамп упаднаа во зградата на американскиот капитол. Безбедносните службеници се судрија со насилната толпа кога пратениците започна официјално да потврдуваат изборната победа на демократот Џо Бајден на председателските избори во ноември. They broke the glass. Everybody stay down. Get down. Сесијата беше прекината бидејќи вооружени приврзаници на Трамп ја презедоа контролата во зградата на Капитол Хил и представничкиот дом и сенатот беа евакуирани. Луѓето во галеријата се засолнија. Поддржувачите на Трамп ги окупираа канцелариите на пратениците. Едниот седеше на масата на спикерот на американскиот представнички дом Ненси Пелоси. Полицијата испука солзавец внатре во зградата на Капитол Хил. We were just told that there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed to each of us get a gas mask that are under our seats. Немирите избувна откако Трамп ги потикна своите приврзаници пред Белата куќа за време на митингот, каде што тој продолжи да ги оспорува изборните резултати. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Најмалку 60 судски случаи водени од кампањата на Трамп за оспорување на изборните резултати се отфрлани, вклучително и некои предводени од судии назначени од Трамп. Но повеќе од 100 републикански пратеници лојални на Трамп се уште планираат да се спротистават на победата на Бајден и да го одложат сертификувањето на Конгресот. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Некои американски законодавци, како демократскиот представник Карен Бас, го обвинија Трамп за потикнување пуч. Трамп на крајот објави видео во кое ги замолува неговите приврзаници да напуштат зградата на Капитол, но тој исто така ги повтори невистините што ги разгореа на мирите. I know your pain. I know you're hurt, but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. Сојузниците на Соединетите држави реагираа шокирано на сцените на насилство во срцето на американската демократија. Британскиот премиер Борис Џонсон го нарече срамота. И канцеларот на Австрија Себастијан Курц рече дека мора да обезбеди мирен и уреден трансфер на власта. Well, if we don't have a peaceful transfer of power, then we don't have a democratic republic. That's spiraling down into just a destruction of basic foundations of our democratic republic, which is peaceful transfer of power. That's what distinguishes the United States in world history. Твитер привремено ја заклучи сметката на Трамп и се закани со тајно суспендирање доколку повторно ги прекрши правилата на платформата со неосновани тврдења за изборите. Фејсбук исто така му забрани на Трамп да објавува 24 часа. Како што паѓаше темнината, полицијата за борба против немири и трупите на Националната гарда ја контролираа зградата на Капитол Хил и беа уапсени најмалку десетина про-Трамп приврзаници. Со Вашингтон под ноќен полициски час, американските законодавци повторно се собраа да завршат својата работа за потврдување на изборната победа на Џо Бајден.